Добре дојдовте во процес. Во тек се изборите на новото раководство на Лекарската комора на Македонија. До каде се работите? Што ќе донесат новите избори? Има ли притисоци и лобирања? Но на сето ова му предходеа некои други случувања. Токму заради тоа со мене во студиото во процес денеска е доктор Лилјана Чолакова Дервишова, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија и член на извршен одбор на Лекарската комора. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Посакувам убав ден и вас. Благодарам. Лекарската комора деновиве го привлече вниманието на јавноста не само со изборот кој што толку долго време се пролонгира на ново раководство, туку и со случувањата поврзани со вас и уште двајца други лекари. Вие поднесовте тужба заради усвојувањето на новиот статус за кој што велите дека е незаконски. Зошто е незаконски и што всушност се случува? Па гледайте, значи по статутот кој што постои 20 и повеќе години, таму пишува да мандатот на целокупното раководство и на сите делегати е 4 години. Она кое што еве сите работевме и нормално заедно со председателот и подпредседателите, значи истече 5 години мандат. Тоа е едниот момент, значи вие за да си го продолжите мандатот треба да имате одлука или решение на тој извршен одбор или да е вонредна ситуација во државата, па ние да не можеме да направиме легитимни реизбори, заради тоа што во статутот пишува точно да треба мандатот да биде 4 години, до извесен период може да се толерира некој месец, али не и 5 века вие да си го продолжувате мандатот. Тоа е едниот момент. Второ, значи во последниот ден кога беа изборите, кога ние требаше да прогласиме веќе распуштање и поголемиот дел од делегатите го баравме тоа, значи да нема точки на дневен ред. Тие кои што имале навистина намера да работат, требало и ако имало хармонија во тој извршен одбор или во другите структури, требало се да биде донесено во рок и да ако сме го почитувале сите тој статут. А вие во последниот ден да се донесе, значи нов статут, и тоа на брзање, без никакви дискусии, без никакви расправи, ние на ниво на извршен немавме усогласување. Имаше ли спомнувавте дека немало Па гледайте, значи вкупниот број на делегати е 67-69, речеме тука, а вие не може со 27 делегати да смените статут. Тоа е исто како во државава, ние Уставот на Република Македонија сега да решат 27 делегати на собрание и да си го сменат Уставот на Република Македонија. Значи за статут прецизно стои во самиот статут кој што е напишан, за да се промени треба повеќе од мнозинството од вкупниот број на делегати, не од вкупниот број на присутни. Тој ден, кога беше, да речеме, последниот ден на распуштање, беа присутни 42 прво делегати, а после тоа 43. Но ние 9 напуштивме, заради тоа што во знак на револт, значи сето тоа некако се донесе еден вид со сила, нормално, без никаква дискусија, се гледаше тоа дека е на ало јавување и дека, јас ги прашав дали некој од нив има прочитано и дали знае зашто крева рака, но нормално луѓето си го изгласаа тоа и сметавме ние тројца делегати дека од собранието дека треба да дадеме тоа на суд, да видиме нашите правни институции како ќе го решат, но за жал и нашите граѓанскиот суд донесе значи граѓанскиот суд донесе одлука дека тоа сето било нормално, дека и така, ние продолжуваме и понатаму така да дадовме жалба и на апелација. Ја обжаливте одлуката и сега очекувате? Да, ние тројца, велиме дека ќе ја тераме правдата до крај, независно, како ќе оди, колку временски ќе оди сето тоа, да видиме дали ќе почнат нештата да се средуваат во некои области како што треба да се вратат. Мислам дека треба ресетирање во повеќе области заради тоа што овака ненормалните работи стануваат нормални. Обвинивте во една прилика дека партиски војници гласале и така натаму. Гледайте, јас сум човек... Партизирана ли е Лекарската комора? Сите може да си бираат на ден на избори кој ќе биде за партии да си гласаат негде. Но другите 365 дена треба да се работи во интерес на граѓаните, во интерес на лекарската фела. Значи, овдека станува збор за доктори. За професијата. За професија. И јас сметам дека
не треба да има двоење во лекарската фила, не треба и во било кои други моменти. Значи, кој ќе си добие на ден на избори партиски и политички, секоја чест. Значи, добил, не добил, било како. Но другите 365 дена, 4 години, или колку да се мандатите, треба да се работи во интерес на филата, проблемите на филата да се видат, да се контактира со базата и така. Партизирана ли е лекарската комора? Гледате, сега да има колеги кои што се приклониле лево или десно, или некои се неутрални, или во даден момент ако некој како фактор, да речеме, покаже дека има капацитет да ги води работите, може и да биде приклонет кон одредена партија или да покажува одредени наклоности, но повторно ќе кажам дека да работи во интерес на лекарите. Повторно останувам така на мојот став дека треба да се работи во интерес на филата, а не само да се кажува амин на одредени работи. Независно кој е министер за здравство, независно кој е директор на институции, на фондови, на труд и социјала или било каде. До ден на избори нека биде партиски кој што ќе се добие, но после тоа тој истиот треба да работи во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Да го да завршиме овој дел, паднаа тешки обвинувања, бевте дадени и на судот на честа. Да. Зошто беше сето тоа и како заврши таа приказна? Па гледайте, се почна од моментот кога имаше одредени несогласувања измеѓу некои членови или подпредседатели на лекарската комора и членовите извршен, каде што јас кажував дека со парите од средствата на лекарската комора треба поинаку да се менаџира и дека тие не служат за вработување на членови на, да речам, на извршниот или на било кој. Потоа имаше преговори со фондот каде што во тој даден момент ние преговаравме, јас бев овластен преговарач за лекарската фела, да речеме, за приватното здравство. Да, ве обвинија дека пренесувате информации во фондот за здравствено осигурување. Да, значи ние со фондот преговараме и тоа беше записник кој што од една комисија на приватно здравство, значи за да види одредениот директор што бараме. Значи тука нема тајност, треба да има транспарентност. Тој директор треба да знае што бара тој приватен сектор. И тие преговори треба да се отворени и транспарентни. Секој кој што може да го види и сајтот на ЗПЛРМ, постои огромна транспарентност, се е поставено на него, ажурно се поставуваат сите информации. И после тоа се случи, значи покрај тоа што лекарската комора има одлука да под точка разно не треба одлуки да се носат, јас на етичка комисија бев дадена лично од председателот на лекарска комора, без точка на дневен ред. Значи дошол и под точка разно рекол ќе ја ставите и ќе ја пратите на етичка или да бидам како точка на дневен ред. Што значи сега тоа кога етичка комисија, доктор ќе пратат на етичка комисија? Па во прашање е доведена лиценцата или? Па да, значи тоа се почетоци во кои што после тоа етичката комисија кажала дека нема ништо, значи нема некои аргументи, значи беа ангажирани адвокати за мене за да видат дали е тоа издавање на тајност, а лекарската комора нема документи класифицирани како тајни. Значи, лекарската комора е еснавско здружение на доктори, во кој што се треба да биде транспарентно. И после тоа, замислете, јас од етичка директно сум пратена на суд на честа, каде што, повика суд, повика судија Јотанича, мислам дека се викаше, се представи судијата, каде што идат обвинители доктори, идат бранители доктори, тоа е така, и на крајот имате вистински судија на тоа ниво, како судење. И тоа е секунда каде што може да ви одземат лиценцата и ви од другиот ден можете во земјоделци да одите. Значи, тоа се такви моменти кои што јас не ги посакувам на ниеден доктор, не посакувам уште еднаш да не дојде ваква значи посакувам да не се случи ваква гарнитура на раководство на лекарска комора да раководи со еснавскиот дел. И јас ќе ги употребам сите мои атоми и енергија кои што имам да се променат и да дојдат нови луѓе на чело на лекарската комора, заради тоа што приватниот сектор е повеќе од таа третина, заради тоа што ние сме околу 2000 доктори приватни. Значи околу 1670 сме матични, 123 се интернисти, 126 се гинеколози, кои што не е мала бројка на оние кои што имаме договор со фондот. Да, тие се сите членови тука и имат исто приватни болници кои што немаат договор со фондот, значи приватниот сектор не е мала бројка кои што плаќа чланарина во таа лекарска комора. И таа лекарска комора постои за да ги брани интересите и да се грижи да биде ова здравство подобро. Ние наместо на еден министер да му даваме милион предлози како да се променат нештата како практичари, ме разбирате? Значи ние треба да понудуваме на било кој да е следен министер или директор на фонд, заради тоа што за моето работење се смениле може преку 20 до сега. Ние секогаш сме се трудале да воспоставиме линк со тој министер, сме се трудале да воспоставиме линк со директор на фонд
и конструктивно да настапуваме. Значи нешто ако кажеме ова не чини, не само да критикуваме, ние секогаш нудиме и солуција. Ова не чини, додајте да ова да го направиме вака. Во последните години се променија многу нешта. Се променија некои нешта и се има така некое чувство како да лекарската комора е фирма ќерка на Министерството за здравство, а не еснавско здружение кое што работи за интересите на лекарите. Гледате, во една Франција, значи председателот на лекарска комора е многу често со министерот и начинот на движење на информациите и на барањата, значи кога ќе се пренесе тој председател на лекарска комора до министерот ги брани пред влада интересите на докторите. И ние како здружение, еве како членови да извршен, ние имавме тенденции и сакавме такво нешто. Значи ние копнеевме нашиот председател да го гледаме многу често на телевизија, но тоа не се случуваше. Значи, но министерот не ги бранеше баш интересите на лекарите. Ние видовме лов на вештерки за време на дежурства и такви слични. Сме реагирале многу пати за некои нешта, значи сме реагирале кога имаше напад кон матичен доктор дека почина пациент пред вратата на матичен доктор и после тоа еве лекарската комора во тој момент ми се допаднало како изреагиравме и во тој момент се уште постоеше слога на ниво на извршен каде што се направи истрага и се виде да пациентот починал 200 метри од вратата, нели, на тој матичен доктор кој што претрпе огромен стрес и кој после тоа има психички трауми до ден денеска. Значи сакам да кажам тенденцијата наша е да направиме едно здравство во кое што комуникацијата, Министерство, Фонд за здравство, лекарска комора, здруженија треба да се чести, треба да постојат работни појадоци како што постојат во другите културни земји, каде што работата ќе биде задоволство, каде што нестата ќе се движат напред и да загледаме да ги задржиме нашите доктори и овие кои што се тука. Обвинивте дека дел од раководството си имаат вработено своји луѓе, дека работат повеќе за своите интереси, отколку, еве ова што го кажавте, отколку за интересите на лекарите. Да, гледайте, значи едната година се занимававме првата година со штрајковите кои што беа по градови, нели нормално така се потроши извесен период. Втората година значи цела година се занимававме со осигурителна компанија, бирање на има еден член за професионална грешка, значи цела година имавме точка. Цела година се ете не можеше да се одлучи, значи се менуваа условите, гледавме нели да избереме дали може сите доктори да отидат во една таква осигурителна компанија за да бидат заштитени согласно законот за здравствена заштита, но сето тоа нели ние приватниот сектор се изорганизиравме нормално. Приватниот доктор малку е пофлексибилен, побрзо реагира, поинаку размислува, гледа да се заштити од казни, заради тоа што сам ги плаќа. И така, поинаку се функционира. Додека од третата година почна интензивно нели вработување на членови, еве да речеме да си ги решат некои фамилиарни проблеми, така да одредени личности си вработија внук од сестра, друг си вработи сна, трет не знам што и така. Така да сметам дека што работат тие луѓе, имат ли? Значи се измисли една проектна единица во самата лекарска комора која што не донесе ни денар. Јас многу често реагирав што работи, многу често барав да видам, ајде да видиме резултатите од постоењето на таа проектна единица. Значи проектна единица ја разбирам да отвориме ние, но да ги вработуваме докторите на кои што им се одземаат лиценците. Мојата визија е таква. Значи лекарската комора треба да ги заштити тие доктори ако некој им одземе лиценца, па да работат нешто друго повторно во интерес на фелата, проекти за здравство, значи статистики, но да не ги оставиме на улицата. Но ние наместо во таа проектна единица нели се вработија ете такви некои да речеме членови на ужиот круг тука нели на самото председателство и нормално тука испаднаат тие конфликти каде што јас сметав дека ние не треба тој правец заради тоа што постојат милион проблеми, таа лекарска комора не треба да е затворена, треба да комуницира со базата, треба да има средби, треба да има чести барања. Сте им брцнале во око на одредени личности. Деновиве, изминатиот период го гледавме и председателот на комората на протестите за заедничка Македонија. Сега не знам каков е вашиот став по однос на тоа, но дали еден председател на такво едно значајно место за фелата треба повеќе да биде на улица или треба да биде пример и помош за лекарите на кои што им е толку потребен? Не можам да кажам. Значи на протести може да се излегува секој кај кој каде сака. Јавно.
дали ќе говори јавно или повторно ќе кажам, битно е, значи, у слободното време кој што сака нека прави. Значи, тоа е мојот став, значи секој може да си има Сепак е председател на на лекарска комора, да, значи, али добро би било кога во делот на работното време би бил она кој што го бара цела лекарска фела, малку повеќе да беше активен на телевизија. Значи, во интерес на барањата на лекарската фела. Значи, ние имаме многу стратешки барања, пациентите да се на ПЗУ, заради тоа што тука економски пропаѓа матичниот кога вработениот му заминува. Ние имаме друго каде што треба лиценцата за работа не да е на собственикот, туку да е на ПЗУ-то. Значи, тоа се многу, значи, сите доктори се во еден бърнаут, во кој што преголемиот број на влезови прави исцрпување на оваа лекарска фела, која што решила и останала во оваа држава. Мора здравствените власти да гледаат како рационално да се троши тој здравствен денар, а не да имаме, нели, желботеки или пополнување на одредени пациенти кои што немаат кај да одат, но пријатно им е во нашите ординации, но за таа сметка го исцрпуваат докторот и го трошат времето за оној кој што навистина му треба. И да се растерети таа обимна администрација. Администрацијата, нели, ние би сакале сета да е електронски, значи сметаме дека у Македонија има мозок, има ум, има интелект кој што може сето тоа електронски да го направи. Значи нема потреба од хартија, од печатење, па не ви работи печатар, па откажал, па сето тоа бара техничка поддршка и така. Значи имаме нешта кои што можеме да ги придвижиме, ние како фела ги бараме и секогаш сме давале поддршка во однос на предлози на било кој да побарал од нас, дали е тоа промена на режим на лекови, дали е за Што мислите за мој термин? Како се снаоѓате во последно време? На почеток имаше доста проблеми со интернет, со самиот програм. Сега функционира ли? Значи многу пати ми се јавувале новинари да ме прашаат како практичар, нели, како функционира тоа. Значи има од една страна добри работи, од друга страна, нели, има и лоши работи кои што треба да ги подобриме. Добрите работи сте што еден пациент од Гевгелија не мора да оди до патофиза за да прво да го види докторот да закаже термин, туку електронски оди. Тоа е едниот момент каде што можете секој да видите дали е таму или не таму. Едно одење помалку, значи во однос на финансии, во однос на малтретирање, заради тоа што времето е скапно. Другиот момент е каде што специјалистите од секундарно ниво со ставање на број на термини си направија да работат онолку колку што сакаат да работат. Ме разбирате, значи има денови кога велите сега ќе си ставам, сега нема да ставам. Па вие не можете да издадете. Да, се блокираат, значи мора да претрпи во одреден дел некој. Ние како практичари она што го чувствуваме да мора уште малку да се подобри функционалноста. Ве прашал ли некој за тоа? Па бевме значи на почеток бевме повикани и учествувавме така да ние ги дадовме предлозите да има мобилен, значи ако некој се откаже да може да му се јават. Значи реагиравме кога брзината не беше добра и такви работи. Значи секогаш ние преписки со министерство, па и средби, да речеме во последниве години кога имало потреба, сме имале средби. Затоа сме реагирале како да се подобри. Повторно ќе кажам, има моменти кога порано, значи не постоеше мој термин, сите пациенти си наоѓаат термин и вршеа работа. Сега премногу се злоупотребува приоритетниот упут. Премногу, и мислам дека тука нешто треба да се направи или да направиме хиерархија што е приоритет. Ние немаме параметри како или критериуми што е приоритет во државата. Нашите пациенти многу сакаат да кажат јас многу добро стојам со тој ортопед таму и таму, он ми е другар и ми рече да ми дадеш приоритетен. Не злоупотребуваат, ме разбирате? И вие кои ќе издадете енормен број на приоритетни, јас го жалам тој доктор таму. Значи покрај закажаните денеска, он мора да остане после тоа има уште 10 сигурно приоритети. Еве во еден Велес ние сме 55 матични, замислете сите да дадеме по еден приоритетен, а не е еден, на кој што денеска бара приоритетен до нервно, приоритетен до интерно оделение, значи тој момент треба да се реагира. Ајде да се вратиме на изборите. Докаде е стигната сега ситуацијата? Имаше избор на делегати од повеќе градови на државата, докаде се сега работите? Да, значи нормално на денот на распуштање се предложи да има избори и во мора да нагласам, на 6 април една година се одолговекува изборите. Која прашањето е дали е легитимно. Значи тој беше првиот момент, дали е некој легитимен, значи уште и да дава нови предлози, и закон за доктори и се да носи и деловници за тајност и се што се изгласа во 5-та година од мандатот. И они велат се било тоа легално. Значи ако е така, според вас не е.
лекарска, гледате, јас сум еден од основачите на ЗПЛРМ и еден на ЛКМ. Значи 92 имам отворено амбуланта. Приватно. Да, значи еден ден немам работено во јавно здравство, бидејќи не ме примиле. Сакам да кажам, значи избори во лекарска комора имало многу до сега и секогаш биле 4 до 4 и нешто и некој месец. Но 5 никогаш до сега сите имале чувство. Зошто беше тоа толкава пролонгирање? Се чекаше нешто да се смени власта? Па мислам дека беше поврзано со политичката ситуација. Знаете, никој не сме од вчера. И така, ние сметавме дека сето тоа треба, уште алармиравме, ајде сега да го направиме, ајде да си го задржиме достоинството, ајде тоа да биде во рок, но сето тоа се пролонгираше, игранки сегде има, како има во сите други сфери, почигледно во нашата лекарска комора не отсуствуваат тие игранки. Значи на 6 април имаше избори, во поголем број од општинските одбори имаме приватен сектор каде што поминаа колегите, добро се изорганизиравме, ние сме задоволни од бројката кој што успеа да добијат, да речеме, да бидат делегати или да бидат председатели на тие општински одбори. Тоа се изфилтрира сега. Има уште во 3 града каде што ќе има прегласување, тоа е Валандово, Демирхисар и Струга. И така секој се бори за да има повеќе влијание во тие структури за да може да се променат некои здравствени моменти во нашето здравство. Во наредниот месец веќе може да се очекува новото раководство. Па би требало, да. Значи од кога сите ќе завршат општински одбори, после тоа ќе има Таква е процедурата, да. Тоа си се постапки кои што нормално треба да се завршат. Имаме ли имиња на посериозни кандидати, некои што ги знаеме? Вие се кандидиравте ли? Смеете ли да се? Не, значи со новиот статут специјално направија промена да член на председател на здружение да не биде активен во ниедна структура на ЛКМ. Мислам дека тоа им беше посебно задоволство на раководството моментално во лекарска комора, па дури ми рекоа и на здравје да ми биде. Така да сметам дека тоа е нивото и немам коментар повеќе, не би коментирала. Секој кој што сака и да работи во интерес на лекарската фела може да работи од било кои други здруженија, додека председатели на специјалистички здруженија можат да учествуваат. Мислам, тоа се такви, вие да правите дискриминација во 21 век е без коментар. Значи, оваа лекарска комора имала проблем порано да собере луѓе, да дојдат сами да си платат, пошто немаше лекарската комора средства и финансии на почетокот. Значи, не беше обавезно сите да плаќаат лиценци и чланарини, па така да има средства за финансирање и за функционирање. Значи, кога беше почитуваниот Алексеј Дума, значи сите работевме волонтерски. Палевме кола, идеме на состанок, нема патни, нема дневни, нема ништо и ентузијастички се работеше и така се изформира таа лекарска комора. Навистина беше така, да. Да, на почетокот и функциониравме како што функциониравме, нормално. Но сега таа е ситуацијата, но ние како здружение си продолжуваме да си работиме во интерес на целокупната фела, на примарното и на секундарното здравство. Нашето здружение е секогаш отворено за било кој да дојде да каже промени или предлози, па ние си имаме нормално наши воспоставени комуникации со Министерство и со Фондот за здравство, можам да кажам дека се одлични со Фондот, каде што сме промениле во изминативе 5 години на наше барање електронско здравство, електронски рецепти. Значи, вие сега не морате јел образецот да одите да чекате ред у фондот, туку електронски го пријавувате пациентот и сме имале луѓе на тие места кои што ги прифаќале и биле вратите отворени. Значи, треба да кажеме и тоа што е добро и тоа што не е добро. Мислам дека така треба да се функционира. Што кажавте што треба да се смени, што би сакале во вашиот домер, во делот на лекарската комора, што би сакале да се смени? Па глед, вратата дали ви е отворена? Одите ли како ви е односот сега после сите овие случувања? После сето ова, пошто до новите избори немам веќе што да барам во таа лекарска комора, освен документи кои треба да си поднесам сертификати. Така да, моите колеги кои што се од приватниот сектор, очекувам дека успешно ќе раководат и ќе функционираат во следните 4 години. Така да посакувам лекарската комора да си го врати местото кое што го заслужува. Посакувам да заживее на вистински таа трилатерала. Значи, меѓу Министерство и Фонд треба да има работни појадоци во кои што нештата би се движеле. Таа лекарска комора треба да има средби со амбасадори, за да има размена на искуства за здравствените системи, да биде транспарентна. Имате ли увод во финансиите, на пример? Да, ги даваат еднаш годишно, да.
Така да, значи во однос на сите тие нешта, сметам дека лекарската комора треба навистина да биде многу појака, многу потранспарентна и да се наметне малку во друштвото или во целокупниот здравствен систем, за да се променат нештата, за да си ги задржиме докторите, за да можеме да ги натераме и тие кои што се заминати да се вратат и да бидат успешни не само во Германија, во Данска, во Шведска, во Америка и сегде, заради тоа што овој народ овдека е трудолюбив и е вреден, но не можете вие нели да нештата да не се движат по 10 години. Значи во изминативе ние 10, 15, 9, 20 и јас ви кажувам, значи приватното здравство е од мај 92 година, значи прв пат кога испадна она дека може приватни доктори да има. Ние често пати сме се содрувале со министри кои што ни не примале, не сакале уопште да имаат контакти. Кажувам за развивање на свеста како треба да се комуницира низ целиот овој период, една хронологија. Сметам дека нештата треба да се променат, дека треба да има малку поголема грижа, треба да се прифаќаат средства и финансии во државава има, битно е колку ние ќе се избориме како фела или тие кои што сме ги избрале, ние сме гласале за нив, колку ќе се борат за граѓанскиот момент. Повторно ќе кажам, Македонија не треба да се двои на леви десни доктори, заради тоа што со тоа паѓа процентот на операции веќе по болниците, значи навистина е намален, значи раздвоеноста е огромна и мислам дека крајно време е последен момент луѓето да почнат професионално да размислуваат. Не само во лекарската фела, туку и во сите други фели и само така ќе тргнеме напред. Значи, дали ќе биде доктор албанец со доктор македонец или со србин, бошњак, турчин или било што, тие треба професионално да си го гледаат професионалниот момент. Да се врати со животот, за да можеме професионално, кога ние би разгледале дали ќе биде бодот 55, му е битно и на албанецот, и на македонецот, и на турчин. Значи, стандардот, статутот да се врати на лекарите, за да можеме, повторно ќе кажам, да имаме ние групирање на доктори, да се направат мали поликлиники, таа е мојата визија низ цела Македонија, да има прва, втора, трета смена, пациентот да може да биде, значи, обезбеден здравствено, брзо да се реагира. Сега имаме, нели, за жал, се уште голем број на села и места каде што е мал бројот на доктори, голем е процентот на луѓе кои што видот го губат, значи наместо да носиме нови методи тука и бројот на оператори за катаракта да е на секој, да има низ цела Македонија. Ние се чекав дури и по цела година. Да, значи еве да речеме се подзатворија и селските амбуланти. Да, мојата мајка можам да кажам да за 7 минути оперираше катаракта во Систина. Значи, тоа кошта, значи, 1000 евра, ме разбирате. Или ќе чекате неколку месеци, но тоа може да направи и други компликации, па да го изгубите скроз видот. Значи, мора тие што се добри стручњаци во државава, да направат тренес, да остручат, да ги обучат другите офталмолози низ државата и зошто во Велес некој да не оперира, ме разбирате, катаракта, цел Велес да мора во Скопје да бара. Добро, тоа веќе можеби е и политика на па треба да тие се променат. Што носат политиката во здравството, очигледно дека некако на некој начин повеќе се развива приватниот сектор од приватните болници во тој однос. Може, нели, отколку јавното здравство. Може би требало во иднина да се размислува дали парите треба и да го следат пациентот, ме разбирате. Значи една Германија било така, од секојаш така, тоа се заговарало. Па сме го барале многу пати за да се раздвижи таа конкуренција, да речеме сите да бидат под исти услови, да има заедничко електронско здравство во кое што и приватните ќе влезат, да постои единствен електронски картон, ако некој прави абортус во Систина, да има увид, значи сите податоци да се пациентот да може да бира каде сака. Пациентот да бира каде сака, значи може имаме нешта кои што уште да речеме ги бараме и еве во Германија ако не го потрошите здравствениот денар ви останува. Значи тоа е еден вид штедење, значи вие сте го чувале фондот, сте чувале таа каса, па после тие средства можете да си ги употребите. Значи имаме ние визии и предлози многу. Кај нас се пренасочува на некој друг. Добро, значи тоа што немам аргументи било како, али во секој случај пари за здравство мора да има, мора да си го чуваме народот и лекарската фела. Ви благодарам што бевте гостин во Процес. Ви благодарам на поканата.